Значи, нашиот најголем проблем у оваа држава е што нема долгорочен план. Доаѓа Заев, треба да седнат тие што сакаат да се бават со политика и сериозно да се договорат како ќе ја тераат држава понатака. Кај е проблемот? Треба да се обкружиш со луѓе кои што се експерти. Треба нив да ги послушаш. Ако сакаш да правиш реорганизација на министерството, да, не можеш реорганизација да правиш само по партиска програма. Викни ги бе од Министерство за земјоделство, викни ги од Министерство за сите. Работеле 30 години тоа министерство. И он вика ради базата у Кривола ќе сме биле нуклеарна мета. Нема да. Ако ставиш балистички ракети, да. Ракетка, да. Да. Ќе бидеш. Ајде пушти. Од сателитот ни гледаат горе, не се мутави. Така е. Зошто? Затоа што ценам дека општините во периодот кој што следи, би рекол и годините кои што следат, ќе имаат во Македонија големо значење. Затоа што голем дел од капиталните проекти кои што ги имаат како потреба граѓаните ќе бидат реализирани преку општините. На граѓаните им е прекуглава од бајки, басни и ветувања за големи работи, а ништо не се случува. Нашите граѓани имаат основни екзистенцијални проблеми. Во центрите на поголемите урбани средини се гази во кал. Ниту 20% од територијата е покриена со организирани канализацијски системи, системи за одведување на отпадни води. Да не зборувам за нивно прочистување. Имаме средини каде што немаме ниту питка вода за пиење. Имаме руинирани детски игралишта. Гледате каква е состојбата со демографијата во Македонија. За неколку години за 30% е намалена бројката на дечиња кои што се раѓаат. Имаме руинирани училишта, долги листи на чекање во градинките. Сето тоа треба да представува приоритет и ќе представува приоритет на нивната влада. Само се. Чек само. Ја не разбрав. Ај оставете ме се јас да зборам. Дали е само едно прашање, Дали ги кара на јавна сцена? Дали ги караше неговите градоначалници на јавна сцена, тоа ми беше. Значи импровизира par excellence. Тотална импровизација. Потсеќам се на Прво Вучич. да го прашаш во урбаните средини од како е донесен законот од 96 година нааму, колку години во секој град биле негови градоначалници од неговата партија. Така? Тоа е првата работа. Втората работа не е точно дека само 20% имаме канализација, значи, да речеме општината Карпош, ние имаме над 95% канализација. Ние имаме само еден мал дел во Жданец, бидејќи луѓето се наоѓаат пониско во однос на кај што треба да се излезе со канализацијата или треба да се спуштаме од меѓу бараки што ни представува проблем и делови на Бардовци кои исто така се пониско во однос на канализационата мрежа, таму треба сега да правиме. Ние немаме делови каде што немаме фекална канализација и готово да нема делови каде што немаме и атмосферска канализација. Што ќе каже дека центарот на Скопје нема фекална канализација, дека нема атмосферска канализација. Тоа се смешни работи, ова не се точни работи. Ќе каже дека Чаир нема фекална канализација. Ќе ми каже дека урбаниот дел на Газибаба нема фекална канализација, кисела вода. Ајде бе, од Рампа до каде немаме? Драчево нема фекална канализација, шо е? Припор, Мипор, све има. Ова се неточни работи што тој ги зборува. 20% сме имале само канализација, не е точно. Апсолутно не е точно. А пак ќе кажам, колку, знаеш, многу е лошо кога ќе кажеш дека почнува светот од мене. Светот не почнува од тебе. Детските игралишта се искршени затоа што прво треба да донесеш закон, не да ги поправиш детските игралишта. Ние ги поправаме во континуитет. По 10 пат од нова година нааму ги поправаме детските игралишта. Ние имаме 54 детски игралишта во Карпош. Кога ќе стигнеш до 10-тото веќе првото е уништено. Да. Герасимовски денеска на ќе си донесеш закон за уништување на јавен имот. Јавен имот
Па ако ќе те фатат дека си го уништувал, па да видиш 5 до 10.000 евра да биде казнен и ќе седиш во затвор или ќе се заплени имот, не е проблем, син ти го кршил, да, имаш да платиш, не. Ќе си го даеш станот на продажба, ќе си платиш казната и завршен. Ќе видиш како све ќе биде во ред. Ама сакаш да направиш закон кој што треба? Ние ностоп ги поправаме детските игралишта. Ти не можеш да се ностоп тоа се крши и се уништува. Ностоп се уништуваат. Во Влае, на плоштадот Делфина, колку убав плоштад е направено. Па ти во фонтаната, ностоп се фрла песок, се фрлат камења, да се запушуваат дизните. Ностоп се крши. Од махагони се тие даските на клупите. Ностоп се кршат даски. Кој го дозволува тоа? Полицијата е немоќна. Градоначалничката на Скопје постави клупи по крекеот на реката Вардар, дојдоа, отприлика знаеме дека се од злокуќени, значи све е оштрафено и клупите, уствари тие даските не им требале, ги фрла, ама бидејќи од алуминиум се правени страниците извадени, даските расфрлени, ај здраво. Како му што ние да го дозволиме? За кого ги правиме ние законите? За идиоти да можат нормално да функционираат. За не може нормален човек да профункционира. И затоа мојот апел е до идниот премиер, дај прво смени ги законите. Тој што уништува има дебело да плати. Па нека уништува. Ако не си го воспитал детето, ќе си плати он. Немаш пари да платиш. Или затвор, или имотот ќе ти оди на продажба, па си платиш тие 10.000 евра. Па да видиш како утре ќе се го воспиташ детето, дека ноќеска не треба да крши ништо. Јас сум бил во Минск. Ќе кажеш Лукашенко, не знам, нема. Луѓе, една шкртка на фасада нема. Една. Еден сантиметар должен нема шкртка на фасада. Или да видиш уништена клупа. Се е чисто, секе. Москва сум бил. Еве сега во Виена. Нема корпи за отпадоци. Готово да ги нема. Ама никој не... Опушок по некој ќе видиш таму фрлен, тоа се нашите балканците, како пушат, така фрлат. Нема корпи за отпадоци. Никој на улица не јаде. Секој оди во млечен ресторан или во ресторан да јаде, или дома си јаде. Нема како... Едноставно нема фрлање отпад. Кои се ова навики ние што ги правиме? До секој контейнер да имаш ѓубре. Јас не ми е јасно како создаваме толку ѓубре. Ние имаме на тумбата горе над бензинската пумпа на Мак Петрол, значи меѓу Трнодол и Жданец има тука 5-6 контейнери. Ностоп е. Секој втори ден идеме со камиони и собираме. И се што случува? И граѓани од Нерез, и граѓани од Козле, и од Жданец, и од Трнодол не си го фрлаат ѓубрето во своите канти, ги чуваат за туршија, носат тамо да фрлат. А ние тамо не 5-6 контейнери, 500 да ставиме, пак ќе ги наполнат за 2 дена. А скоро на тоа што комунална хигиена па не доаѓа редовно тоа да го чисти. Ја не верувам дека постои народ кој создава волку отпад како ние што го создаваме. И немаме однос кон отпадот. А што ти е проблем тоа да си го ставиш во твојата канта и кантата да си изнесеш кој ќе треба да пројдат од комунална хигиена? Што е битно ако си го извадил ти од твојот дом, ама кој ќе проаѓаш, гледаш еден куп ѓубре, дали ти е гледката убава? Важно не е од твојот двор, тоа станало од турско. Се надвор од авлијата е турско, не е наше. И ние државата си ја третираме како турско. Така е. Во турско, све надвор од капиџикот било турско. И сега, ама важно да не ми е у кантата да не ми седи ѓубрето, ќе го фрлам овде и нека тера. Што ти нема, шолји, молји. Секој втори ден идат луѓе со камиони да собираат. Нашите од општина. И јако си обврска на комунална хигиена. А зошто да имаш корпа, канта, стави си го ѓубрето во кантата. Ќе пројдат 2 пати неделно. Ќе го соберат. Јас разбирам некогаш инцидентно да имаш нешто плюс. Ти ностово дојди со кола, земи стовара. Проаѓам ги гледам што треба да искочам да се расправам со граѓани, да не ми личи. Ама за тоа треба да ги промениме законите и да се ставиме во ред. И тие закони треба да бидат остри. Она глупо што ја направи Груевски, 2 дена општо корисна работа, ќе иде ќе ти земе казната од 50 евра, му се заменува со 2 дена општо корисна работа, ќе иде од паркови зелени до комунална хигиена, ќе му даде некој пријател
потврда дека работел и толку. Не веќе си платиш. Комунална инспекција треба да се воведе. Комунална инспекција со право да казнува со Градска полиција. Нема градска, комунална полиција се вика. Комунална, да. Комунална полиција по примерот и на Будимпешта, и на Белград, и на Виена, и на Швеца, и на у Швейцарија сите градови има секаде. Јас се ќе ви оставам малку вас. Ако Зборите, вие вие 100% ќе си почнете За Мицкоски, па да видиме сега, нас не ни дека јасно не ни беше. Ја не знам за која. Мицкоски само јас не знам кого го Мене и тебе нешто да не збореше против нас, не го разбирам се, што ние имаме со општини. не знам. Мислам дека ги караше градоначалниците него. Па не знам. Така ми се чинеше. Не, така изгледа. Ајде уште Ајде еднаш. пушти да видиме уште еднаш. Ајде да видиме уште еднаш. Ајде види да видиме што вака непријатно. Зошто? Затоа што ценам дека општините во периодот кој што следи, би рекол и годините кои што следат, ќе имаат во Македонија големо значење. Затоа што голем дел од капиталните проекти кои што ги имаат како потреба граѓаните ќе бидат реализирани преку општините. На граѓаните им е прекуглава од бајки, басни и ветувања за големи работи, а ништо не се случува. Нашите граѓани имаат основни екзистенцијални проблеми. Во центрите на поголемите урбани средини се гази во кал. Ниту 20% од територијата е покриена со организирани канализацијски системи, системи за одведување на отпадни води. Да не зборувам за нивно прочистување. Имаме средини каде што немаме ниту питка вода за пиење. Имаме руинирани детски игралишта. Гледате каква е состојбата со демографијата во Македонија. За неколку години за 30% е намалена бројката на дечиња кои што се раѓаат. Имаме руинирани училишта, долги листи на чекање во градинките. Сето тоа треба да представува приоритет и ќе представува приоритет на нивната влада. Мислам да ги испарам. Ако ми дадеш на кратко, малце сакам Да. по-сериозно да го искоментирам. Се среќавам пред некој ден со пријател еден кој што го знам од дете. Човекот пакува куферите за во Австрија, во Виена ќе се сели заедно со сопругата и детето кој што му полни 18 години. Пријател, се среќавам градоначалник и ќе се селам, човеков е више 50 на години. Значи он нема да ги врати и да ги пишмани тие што трнале да си одат. Па не. Значи нашиот најголем проблем во оваа држава е што нема долгорочен план. Доаѓа Заев, вика ја потпишувам со грците, со бугарите, со ова, со она, ќе градиме Бехтел. Енка доаѓа сега Мицкоски ќе прави ветерен парк, не знам што. А претходно ги блокираше тие. Не, ама треба да седнат тие што сакаат да се бават со политика и сериозно да се договорат како ќе ја тераат држава понатака. Милош, Седека нема таков нема договор. луѓе школовани за политика. Ама градоначалник Нема. еве, Значи само нема да да има да се докажам однос кон... пошто стварно ми е криво. Кој може да те спреми тебе за да бидеш премиер? Има негде школа за Има, премиер? има. Нема. Види. Ти Има можеш да школа, завршиш политичар, политички брат, науки, може све. Можеш да бидеш најпаметен примариус доктор, можеш да бидеш Алберт Ајнштајн, можеш да бидеш лош премиер. Имало милион примери низ светов кај што луѓе кои што Можеш биле да бидеш лош екстремно премиер. капацитетни биле лоши премиери. Друго ми беше поентата. Кај е проблемот? Треба да се обкружиш со луѓе кои што се експерти. Треба нив да ги послушаш. Ако сакаш да правиш реорганизација на министерствата, таа не можеш реорганизација да правиш само по партиска програма. Викни ги бе од Министерство за земјоделство, викни ги од Министерство за сите, работеле 30 години у тоа Милош. министерство, само да се докажам, поминале администрации у тоа министерство, на пример, еве за економија, ги знаат фалинките, маните, свативме што поентата, може значи, да се докажам. Што може да Ја се сватиме поентата, значи Добро, да се бе. докажеш, брат. Зашто, што не смеам да кажам? Не бе, кажи, само заради ефикасност у Па ефикасноста у тезите, ефикасноста е таа.
Не можеме ти текнало сега тебе, си бил Може сега да ви одличен кажам нешто, професор, министар кој ќе биде министар за надворешни работи, трговијата никогаш нема да ја научи. Знаете колку е сложена? Знаете колку се сложени односите со Светска трговска организација? Знаете колку е сложено нашето членство во други меѓународни организации? Никогаш нема да ја свати. Затоа што претпоставам дека нема да биде економист по вокација. И што мајка бара трговија у надворешна политика? И ја не знам што остана во Министерството и зошто уопште постои Министерство за економија. Што ќе има таму? Само индустријските политики. А која па индустрија ние имаме? За туризам и угостителство има агенција. Ама сега па туризмот оди во култура. Ја не знам зошто тој што ќе прави министерот за економија? Тој може са бајле околу 10 да го земат на работа, да иде тенис малку ако сага да игра, да. Киде да испие некое кафе и да се види со секретарката и да се врати дома. Што ќе работи министерот за економија? Нема ништо. Смешно. А ако сака да направи реформа како што треба, зашто на Министерството за локална самоуправа не му ги даде сите надлежности што му припаѓаат, пошто денеска сака се прави фрајер и да кажува во ЗЕЛС дека он нешто многу ќе дал придонес за локална самоуправа. Прво вака, урбанистичките планови, што има да бидат во транспорт и врски? Треба да се предат во локална самоуправа. Второ, откуп и продажба на земјиште треба да се оди во локална самоуправа. Зашто е тоа во Министерството за финансии? Значи, се што е врзано со локална самоуправа треба да се оди во локална самоуправа. Ние, министерот за локална самоуправа, не мора ни да го знаеме, можеме секој ден да го пцуеме. Ништо не ни може. Што имаме ние со министерот за локална самоуправа? Со време сме упатени кон министерот за транспорт и врски, министерот за финансии и министерот за финансии за продажба, откуп на земјиштата. Сите тие работи, значи, тие служби треба да се пројдат под министерот за локална самоуправа. Ама тоа ќе биде тоа министерство.